Добар ден и добре дојдовте во емисијата Студио 10, термин предвиден за дебатата. Денеска во центарот на вниманието е Општина Струга и кандидатите за градоначалници на Општина Струга, кои што еве во финишот на оваа кампања за локалните избори 2025 ќе се обидат со својата визија, со своите аргументи да ги убедат гласачите и граѓаните да им ја дадат довербата за следниот 4-годишен мандат. Добре дојде им велам на дел од кандидатите кои што ќе се тркаат практично за градоначалник на Општината Струга. Почнуваме од мојата лева страна. Добре дојде на господинот Игор Малевски од група Избирачи. Добре дојдовте. Господинот Бесника Сани, група Избирачи. Добре дојдовте. Господинот Мирко Савески, група Избирачи. Добре дојде и за вас. Добре ве најдовме. Господинот Љубе Петревски од Работничката партија. Добре дојдовте. Добро вечер. И господинот Роберт Милевски од Партијата Демократи. Добро ве најдов. На самиот старт на емисијата морам да напоменам дека сите кандидати за градоначалници на Струга беа поканети во оваа емисија, меѓутоа поради, како што рекоа, обврски со кампањата за локалните избори, не дојдоа Јована Мојсовска од Левица, Арсим Далипи од Националната алијанса за интеграција и Менди Кира од група Избирачи. Во секој случај ние ја почнуваме дебатата бидејќи практика е професионално во нашата телевизија сите кандидати за градоначалници да ги добијат своите минути на представување и да секако да ја кажете вашата визија за тоа како ја гледате Струга во следните 4 години. На самиот почеток 2 минути за сите кандидати за тоа кој беше мотивот да се кандидирате и како ја гледате, како го гледате вашиот град и вашата општина во следните 4 години. Повелете. Добар ден. Значи, јас сум Игор Малевски, кандидат за градоначалник на Општина Струга. Мојата желба да се кандидирам беше ради тоа што сакав некои работи во општината комплетно да се подобрат, значи од инфраструктурални до комунални. Мојава кампања, значи, е воглавном за кондиционирање на сметките, што се, мислам, комплетно на деблокирање на општинската каса, значи, и со тоа би можеле да се презема некои по-конкретни мерки во стил на подобрување на животот во целосно во општинава. Во главном проблемите се инфраструктурални, тоа значи општината треба да се донесе до добра кондиција, значи тоа го планирам во моите први 2 години, тоа значи деблокада на општинската каса, во исто време подобрување на инфраструктурата водоводна, значи дислокација на ѓубриштето, значи, или на депонијата и хортикултурно уредување на депонијата. Као трето би било, би формирал некоја работна група која би се занимавала со барање на странски и домашни инвеститори за развој на туризмов и туризмот и економијата воопшто и спортот во градот. Пошто ние живееме во едно туристичко место кое би можело да биде далеко по-посетено него во моментов како што е посетено и тоа би било голем допринос во буџетот за општина Струга. Вашите 2 минути веќе колку што успевам да видам помина. Господине Бесника Сани, повелете вашата визија за Струга. Првично ви благодарам што не поканите на сите кандидати еднакво. Ни дадовте доволно за да се представиме. Ви благодарам што сте тука. Затоа што со овие избори не се само избори кој ќе победи, туку се избори што ќе работиме за нашиот град, што ќе оставиме на нашите деца. Јас верувам во транспарентност и честна функционална локална власт која ќе работи за служба на граѓаните а не на интересите.
Затоа мој фокус е на подобра инфраструктура, чиста околина, вистинска поддршка за младите и стопанството. Значи првата програма која ја го имаме во социјалните мрежи е пописот, да се броиме, да знаеме до каде сме. Согласно Законот за локална самоуправа имаме право да се, ние како администрација локална самоуправа имаме право да се броиме. Тоа не значи дека да знаеме кој како сме, туку мислам на национална и верска припадност, туку да знаеме точно кои информации што ни фали во општинава. Например, да знаеме колку деца се родени во Лабуништа, колку деца се родени во Радожда, колку деца се родени во градот. Втората програма ни е дигитализација на општината, која ние го имаме нарекувано како Струга, и секој граѓанин ќе го има својата општина во неговиот телефон, уствари во неговиот джеп. Секакви постапки, секакви административни побарувања, истиот граѓанин ќе може слободно да аплицира преку неговиот телефон и да го следи неговото барање во телефона. Например, ако вие аплицирате во општина Струга и знаете конкретно кој администратор ви е предметот, колку време и рок има тој да го реши тоа проблематика. И следната точка, зашто немаме толку време, е директен пренос на советот, бидејќи многу од стружјаниве не знаат конкретно што се дешава овие 20-30 години во советот. Ние имаме план за да направиме директен пренос на советот, секој граѓанин ќе го поразговараме во однос така на транспарентноста на работењето. Да. Меѓутоа во воведното излагање сепак би сакала да се запазиме за минутажата, повелете. Јас сум Мирко Савески, кандидат за градоначалник на Струга, кој што пред се кандидирав затоа што почувствував последниве неколку години тешки и големи проблеми во градот за населението и безидејност за нивно решавање. Значи, овој пат сакам само да пласирам мои идеи, кои што ќе бидам презадоволен, без оглед дали ќе успеам на изборите, да се реализираат. Со тоа ќе се подобри животот во градот, ќе се решат тие проблеми кои што на прв поглед изгледаат нерешливи, а во суштина се многу едноставно решливи со неколку потези, да речем. Би се задржал на водоснабдувањето, на гужвата што се прави на потезот од Враништа до Струга во летниот период, проблемите со депонијата и слично. Сето тоа се работи кои што, по моја проценка, се решаваат брзо и едноставно. Поединечно, по однос на водоснабдувањето, најгорлив проблем, затоа што Струга го зголемува бројот на население во летниот период, се враќаат печалбарите, имаме и туристи, имаме недостаток на вода, што и самиот директор на јавното предпријатие рече, станува збор за проблем, недостаток на вода во извориште, кој што јас не можам да го решам. Се враќам пред 30 години, кога исти ваков проблем имавме во Струга. Недостаток на вода имаше за Велешта, Ливада, Биџево и другите околни населени места кои што не беа приклучени на водоводниот систем. Тогаш, преку одборничка група на ВМРО, пласиравме едно уникатно решение како да се подобри водата на извориштето. Останувам на истото решение, станува збор за бунари покрај крајбрежјето и овој проблем јас ќе го решам до мај наредната година, ако сум градоначалник. Така, господин Петревски. Добро вечер, јас сум Луе Петревски. Мојата цел за кандидирање на град Струга е да се решат некои проблеми што ги има градот, а можеби и дел од проблемите што ги спомна против кандидатите. Нема да навлегувам и да ги повторувам тие проблеми. Мојата заложба е ние, ако не конкретно да се ја вратиме Струга, барем да ја разбудиме свеста за враќање на градот Струга од канџите на необализмот, бандитизмот и останати девијански појави. Исто така да и разрешиме проблемите со
дивите градби и најголемата дива градба во Република Македонија е наметнатото име Северно. Исто така ќе се залагам Струга да стане туристичка дестинација од светски ранг, ама ќе стане туристичка дестинација од светски ранг, како досегашните функционери, градоначалници, политичари сватат дека светот има и друга источна страна. Значи светот не е само Брисел, Лондон и Вашингтон, тука се Нью Делхи, тука е Пекинг, тука е Шангај, Москва и така натаму. Ќе настојувам Струга да стане збратимен град со повеќе градови од Русија, Кина, Белорусија, Нова Русија, Индија и слично. Значи, мојата заложба, мојата визија е да се привлечат, да се повлечат туристи и од таа источна страна на светот да се размена искуства со тој источен свет кој брои негде 6 милиарди луѓе на планетата Земја. Еве конкретно ќе кажем, ако влеземе во некаков контакт со работка со Народна република Кина, таму е решен проблемот за отпадот. Тоа отпадот како прашање така ќе го разгледаме, мора да отстапиме простор. Господине Милевски, повелете вашите 2 минути за воведно излагање. Пред се, господине Божиновска, сакам да ви се заблагодарам вам и на Телевизија 24 за можноста што ни дадовте да ги презентираме нашите програми пред македонската јавност, бидејќи вие сте единствена телевизија која што не покани на дебата. Освен нормално подкастите на кои што некои од нас учествуваат. Сакам да се представам себе си. Јас сум Роберт Милевски, кандидат за градоначалник на општина Струга. По вокација сум дипломиран инженер по информатика, со долгогодишно искуство во работа во странство, преку 20 години сум работел во Германија, во Австрија, во Швајцарија. Имам собствена компанија за изработка на софтвер. Сме работеле со едни од најголемите компании во светот, како што е Raiffeisen осигурувањето, Tesla, SpaceX во моментот и Starlink. Тоа е мојата позадина, бекграунд, како се вика во смисла на вокација. Сега за Струга да споменам. Мојата програма е поделена во 4 дела. Првиот дел се однесува на круцијалните проблеми за самата општина. Тука спаѓа депонијата, водоводот и урбанистичкиот хаос. Вториот дел за мене е многу битен, тоа е грижата за старите и изнемоштени лица. Можам понатаму да елаборирам за што се работи. Третиот дел, и мислам дека најважниот, е како да ја задржиме нашата младина во Струга, како од Струга да направиме повторно град во кој што може достоинствено да се живее. И четвртиот дел е дигитализација на општината. Тоа е, како што веќе споменав, е мојата струка и тоа многу добро знам како може да се изведе. За првиот дел, за депонијата, јас сум во Македонија носител на проектот за изработка, за изградба на фабрика за рециклажа на отпад. Значи, оваа идеја ја кажав уште во 2019 година. И сега интересно е што се случува, сите многу кандидати за градоначалници низ цела Македонија ја преземаат истата идеја и ја копираат. Тоа е интересно, меѓутоа јас немам никаков проблем со тоа, но ние во науката викаме ако цитираме некого, мора да се спомене кој е авторот, да се потенцира изворот на авторот, но добро, во ред, убаво е што се прифати тоа, можам понатаму да образложам затоа што веќе сум во комуникација со индустрија Велике Базел, каде што има таква фабрика, разговараме со инженери кои што се спремни, значи без никаков надомест на општината да изработат физибилити студија како Струга да го реши тој проблем. Но бидејќи мислам сите дека понатаму кандидати практично немаше некој од вас, внимателно ве слушав, што не спомена дека депонијата е еден од горливите проблеми и Скопје како метропола сигурно не е иземен кога се работи за вакви комунални проблеми и за одржувањето на чистотата, еве и депонии кои што изминатиот период имавме сериозни проблеми нели со справувањето и со палењето. Меѓутоа генерално еве можеби е добро да ја стартуваме оваа дебата на самиот почеток околу тоа какви се вашите идеи да го решите овој проблем. Се зборува, потенцирано е, детектиран е проблемот, сите го знаат тоа. Мислам дека и депонијата е на околу 500 метри од првите куќи во Струга, што не само еколошки, туку е и здравствен проблем. Повелете.
Овака, ја би се, во таа насока би се навратил прво на значи на самиот смет таму што се наоѓа, значи тоа е од огромна количина на смет. Прво требаше ние мислам исто и колегиве да објаснат каде би го депонирале тој стар смет пред да се направи некоја фабрика, значи за производство за рециклажа или за преработка на органски и неоргански отпад. Така се мислам би се нарекол. Органскиот отпад може да се преработи нели во газ, природен газ или метан или бутан, зависит од као биогаз од начинот на преработка или тоа е бактериска преработка. Значи јас сум технолог по занимање, така да ги знам овие работи како функционираат. Друго, имаме метален отпад, имаме отпад од стакло, значи имаме отпад пластика, значи. Али пред да се направи фабрика, ние треба да најдеме да го решиме проблемот со моменталната состојба на џубриштето. Каде би се депонирало тоа и каде би го дислоцирале, значи. И како културно би се затворила таа површина, значи. Тоа е во моментот најбитна работа. Додека во исто време новиот смет би се носел на новото место за претовар, нели? Али ние треба да најме чари, преголеме сметот, значи тоа е огромна површина, сигурно можда некои 50 хектари, па да не речеме едно брдо големо, невидена кубикажа на џубриво и не знам, значи сите треба да најдеме решение прво каде стариот смет. Па после можеме да разговараме за нешто помодерно или по-квалитетно, значи преработка. Значи на џубриште. Господин Асани, вашите решенија можеби не само краткорочно да размислуваме за вакви проблеми, но долгорочно како да се решат. Ние како движење и граѓанска иницијатива, значи јас не сум само кандидат за градоначалник, позади мене стоите и листа на советници, но нашата програма секако го имаме и пречистувањето и решението за депонија во првиот месец од кога ќе го преземеме општинава, како јас како градоначалник формираме општински кризен штаб за депонијава со правници, инженери, еколози, во одреден состанок со државниот инспекторат за животна средна, јавно обраќање со план рокови за чистење. Вториот месец ќе поставиме физичка бариера околу депонијава и обезбедување надзор 24 сати. Ќе направиме еколошки мониторинг, мерење на квалитет на воздух, почва и подземни води. Ќе објавиме прв извештај на загадување. Третиот месец започнува чистење на постојниот отпад со сортирање и транспорт и контролирана локација, подготвена на техничка документација за рекултивација. Во четвртиот месец ќе продолжиме со чистење и сортирање на отпадот. Ќе направиме исто така итен состанок со представници на Европската Унија, донатори за финансирање на рециклажен центар. По петтиот месец ќе пристигнат контињери за селекција на отпад во градот и населените места, заедно со усвојувањето на општинска одлука за забрана на опасен отпад. Во шестиот месец ќе имаме завршна правична фаза на чистење на депонијава и веќе објавен извештај за отстранетиот отпад и состојбата на теренот. Тоа ќе го сториме за 6 месеци. Освен тоа има и план Б, но тоа зависи од владата. Ви гледам дека сегашната влада нема толку волја да го направи регионалната депонија која мислам дека до 2027 година би требало да беше завршено во регионот во Битола, но некакви проблеми со граѓаните не може никако да дојде до некакво решение. Па не прифаќа. Не прифаќа, да. Едноставно има отпор. Така, господин Савевски. Ние за жал немаме информации што се случува со оваа депонија по однос на планирањето за неа од страна на општината и јавното комунално предпријатие. Дали едноставно го депонираат таму ѓубрето без понатамошни идеи и тоа до еден момент додека да не речам не се заболи пола град од таа смрдеа,
Или може би има некои идеи. Моја предпоставка е дека нема никакви идеи. Јас анализирав локацијата каде се депонира ѓубрето. Станува збор за 25 хектари државно земјиште на една парцела. На вистина е во непосредна близина на градот, 500 метри, и решението е едно и единствено. Да престане депонирање на цврстиот градски отпад на таа депонија. Да се најде начин, соодветно техничко решение, да се блондира, па кога ќе дојде ред да се изгради некаква фабрика, да се искористи истото за технолошкиот процес. Во меѓувреме, да се депонира на друго место, затоа што ова е, ако бирале најнеповолна депонија, што најмногу ќе му штети на градот Струга, тогаш тамам ја избрале вистинската. Треба да се најде некоја што е помалку или најмалку штетна за градот, за населението. Во овој момент, единственото решение е да се престане со депонирање на ѓубре таму, да се најде друга времена, потенцирам времена локација, каде што ќе има помало негативно влијание и да се бара решение со помош на владата, на државата, затоа што општината се сомневам дека има прво стручен капацитет и финансиски капацитет да го реши овој проблем. Овој проблем е многу поширок проблем и треба да и се препушти да го решава државата. Така, повелете вашиот план и стратегија за решавање на овој проблем. Во врска со таа депонија во Струга, еве, например, некој од нас да стане градоначалник, прашање, како што рече предсконо Мирко, каде ќе однесиме, треба да најдеме времена депонија, треба да го решиме проблемот со таа постоечката, и тука се поставува прашање и зошто пак некој од доскорешните општински власти го нашол тоа место и дали позади сето тоа имал некаков личен интерес. Иначе, проблемот со ѓубрина, со депонии, се решава системски на ниво на цела држава. Јас кога ве барав тука еден сад, видов и низ Скопје има многу ѓубре, не само Струга таков град, значи самата држава, самата влада нема национална стратегија како да го реши тој проблем. Сега преќе што спомнав, значи во Кина ги имат решено тој проблем. Направени се фабрики за согорување на или електрични централи за согорување на отпадот, се разбира филтри за да нема загадување при согорувањето. Пепелот се користи за асфалтирање на улици, се додава нејде таму во асфалто, и од енергијата што е согорена се добива електрична струја. Значи, ние ќе треба да извршиме притисок на сегашниот премиер Мицкоски, да му кажеме, море Мицкоски, светов има друга страна. Не е само Запад, има таму, ќе појдиш во Пекинг, ќе појдиш во Да се користат, може би да разбравме туи ги искуства, но конкретни за да се реши еве проблемот. Иначе ќе ви дадеме простор секако, ова е тема за која што може слободно и реплики и контрареплики да користите простор, меѓутоа да го чуеме првично од германската компанија како ќе го решава. Не со германската компанија. Вака, како што кажав, идејата работам на ова проблематика од 2019 година. Не е ништо вонземјански да се реши проблемот, тој е решен из цела Европа на многу едноставен начин. Прво и основно, апелирам до владата и до парламентот да ги изгласат измените изборниот законник за воведување на комунална полиција, со која што јас како градоначалник би имал можност да контролирам, едноставно да ја блокирам таа депонија, да таа депонија повеќе не постои, мора да се заштити и да се најде начин на дислокација кој што би бил моментален, значи на друго место во општина Струга. Сега, како оди планот? Еве ќе ви кажам многу едноставно. Општина Струга ќе изгради пунктови за откуп на пластика, значи на пластични шишиња и лименки, кои би се откупувале по пазарна вредност од 5 до 15 денари. Значи тоа е повратна средства за самите граѓани. Од друга страна, стаклото знаете дека е поевтино, тоа е некаде рентабилно околу 2 до 5 денари.
цел отпад, значи се работи за пластика, за стакло и за биоматеријали, ќе бидат извезувани затоа што веќе имам контакти со Баварија и со Австрија. Фирми кои што за нас, значи ние ќе го експортираме отпадот кај нив, тие ќе го преработуваат, со тоа ни се овозможува едноставно капацитетот на депонијата се намали и да најдеме начин како да го решиме проблемот со гладежниот шут. Повратот на средства ќе ни овозможи изградба на фабрика. Затоа ви кажав, веќе сум во комуникација и претходно бев со Индустрии Верке Базел. Тие на сред град имаат фабрика за преработка на отпад. И од таа фабрика се произведува топлинска енергија. Токму тоа кажувам дека ќе го направам за Струга. И со таа топлинска енергија ќе се загреваат училиштата и сите јавни објекти на општина Струга. И автоматски се намалува буџетот, значи парите кои што граѓаните ги даваат, односно општината ги дава за нафта и сегашните системи кои што се користат за грејење. Тоа се однесува на пример за училиштата, го ги спомнам, сите се на нафта. Многу едноставно е начинот, сум разговарал со инженери кои што викаат дека за многу мала инвестиција сите училишта би се префрлиле на газ и на фотоволтаици, кои што со помогнати со европски фондови би го решиле проблемот со сметките на струја. Ние имаме дотација од 9,5 милиони евра и сегашниот градоначалник се чуди како, јас се чудам, како е можно со толку пари да не може да го решат проблемот со 12 училишта централни и 24 локални училишта. Но тоа е друг проблем, може да разговараме понатаму. Така, во однос на казнената политика, сега ние говориме тука во делот во законските рамки она што е дозволено, меѓутоа генерално има и еден морален аспект од тоа колку ние како граѓани допринесуваме за овие диви депонии да никнуваат практично на секој чекор. Скопје не е изолиран, споменавте дека додека сте доаѓале сте можеле да ја забележите таа слика, меѓутоа генерално во повеќето градови го имаме тој проблем, што има и една друга пак ќе речем димензија. Така. И од еден аспект колку граѓаните се грижат и за сопственото здравје и за околината, но од друг аспект колку ние морално како граѓани допринесуваме ова да ни се провлекува низ години како проблем. Кога зборуваме за дивите депонии, за отпадот, за сметот. Мислам дека од моја страна дека свеста исто на граѓаните е на ниско ниво. Значи, или можеби и неказнивоста од друга страна. Да, и неказнивоста. Значи, ако е значи, ево имаме, да речеме, дива депонија, нели? Како се решава тоа? Не се решава со Страсбург, не се решава со суд, те се решава, така? Али се решава со казни. Ако една казна е малце, тогаш 20 се таман, нели? И тогаш малку се запрашаат дали треба да се депонира, мислам, ондека во близина на градот отпад. Самиот тој, значи, ја мислам, предпоставувам дека е она дива депонија и дека нема одобрение од Министерство за екологија, пошто е во непосредна близина на градот. Во секој случај, санкциите би дали резултат. Би можеле да дадат резултат претходно, сега готово. Мислам, сега ние бараме чаре, нели? Во градов како да ја решиме се во работа. Како да го дислоцираме отпадот, што е најбитно и прво и основно, значи. Да му најме место, простор, каде сето тоа би го отстапиле на некоја друга поголема депонија или претоварна станица или што е подалеку од она место, а она место да се уреди, значи, буквално со зеленило и хортикултурно. Значи. Тоа е во моментов најгорливиот проблем. Баш када не правиме муавет сега загадување на подземни води, едно друго водоводи, многу катастрофални последици према населението, има сиот тој мислам самото запалување, имаше скоро секој ден запалување, значи последниот месец дена запалување на отпадот. Не верувам дека е само запалување, мислам дека е пао човечка рака, не е битно. Во секој случај дишиме канцер. Значи јаво и покачен и степено на канцер во градот, а ние живееме во многу нормална и животна средина, идеална за секој туристот. Би сакала некој да додадете или тематски да отстапиме така? Јас сакам само да додадам точно тоа што го кажавте. Струга според статистика на Државниот завод за јавно здравје, тие податоци се многу интересни. Ние сме општина каде што има најголем број на заболени со канцер
и проблеми со белодробни заболувања. Точно заради тоа. И не е само дивата депонија. Видете, вие се концентрирате на дивата депонија. Меѓутоа, ние во Струга, скоро, во летниот период, скоро секој ден гледаме палење на депонии низ цела Струга. Посебно во потегот Франгово, Калишта, каде што се палат трски, каде што се палат други ѓубрива. Тука, како што кажавте, голема улога мора да игра комуналната полиција, затоа што ние со редовната полиција може да замолиме како градоначалник, така, меѓутоа тие дали ќе реагираат или не знам. Но ако има комунална полиција, тие би биле тогаш под моја ингеренција и може да се работи на казнување. И јас не би го трасирал проблемот кај граѓаните. Мислам дека не е проблемот до граѓаните, него прво е до недостаток на канти за отпад, а друго е тоа што фирмите, видете што се случува, се работи например на реновирање на стан. И сега, наместо отпадот да се однесе од страна на фирмата, каде што треба навистина да се стави тој отпад, тие го фрлат каде што ќе најдат, само за да не платат пари на фирмата која што откупува отпад. Тука треба да лежат казните. И казните, ако мене ја прашувате, во Германија казната е 25.000 евра за таа работа и 10 години забрана за работа на таа компанија. Да, повелите, да. По однос на дивите депонии и депонии евентуално низ градот, по моје мислење можам да констатирам дека јавново предпријатие добро си работи работата во градот, има доволно контейнери и така натака. Проблем на вистина е тој потез таму према Калишта, покрај езерото. Има, летово гледам, гореше на повеќе локации и тоа веќе е надлежност на други органи. Што се однесува до депонијата. Ние се кандидираме за мандат од 4 години. И сигурно дека за тие 4 години нема да го решиме, да го отстраниме тој собран смет во депонијата, кој што претходниот градоначалник го собирал 20 години и сега ние не сме дојдени неговото ѓубре да го чистиме од градот. Само бломбирање доаѓа во предвид. А филтрацијата на водата е од депонијата према реката, ќе има последици преку подземните води, ама тоа е тоа. Јас имам контрреплика, ако може. Да. Тоа може да зборувате за вас, дали може за 4 години да се реши. Јас како градоначалник ќе ја решам за 2 години. Добро. Споменавте палење на трската. Дали тоа можеби е токму поради фактот ќе навлеземе и можеби во друга тема околу дивоградбите, урбанистичкиот хаос, создавање на простор можеби за никнување на нови градби и така натаму? Да. Да, повелете сите во тематски ќе мораме да го Може, повелете кој секако ќе ги имате сите по една минута за Тоа е системски хаос на ниво на држава. Не е само во Струга, гледаме ние што се случува во Чаир, гледаме што се случува во Тетово или не знам во Штип или во другите места. Струга е посебен пример. Видете, јас еднаш кажав и сакам да повторам. Во Струга не владее закон. Во Струга не владее законот на Република Македонија. Што се случува? Секој гради на свој начин. Знаете, според законот, ако имате парцела за градба, може да изградите најмногу 70% од просторот да го искористите за градба и 30% мора да биде празен. Во Струга се случува, наместо 70-30 се гради 110. Знаете што прават? Значи, го копаат тротоарот, кој што е државно или општинско земјиште, одземаат 10 или 20 сантиметри од тоа, ги истакнуваат своите куќи и потоа вадат еркери кои што се уште пола метар надвор од тоа. Значи, јас мислам дека во Струга во последните 10 години нема куќа или зграда која е изградена на правилен начин. Ако се направи комплетна ревизија, мислам дека можеби 5% се направени според закон. Се друго е дивоградба. Така, и надвор од закон. Господине Петрески, во делот на урбанизмот, што се... Мака во Струга има уште една депонија, може против кандидатите не ја спомна, таа депонија е крај брежјето на Охридско езеро од Струга према Калишта. Таму има дрва, тие се палат, трските се палат и се носи градежен шут. Целта на носењето на градежен шут е да се истампонира таа долу мочурлива земја и тука да се градат шанкови, ресторани, што ти ја знам, и се градат. Значи,
Не знам тие дали и тука се даваат некакви градежни дозволи, дали е тоа во тој урбанистички план на градот, сигурно не е, затоа што по стандардите на УНЕСКО носењето шут на тоа крајбрежје е нарушување на еколошката рамнотежа на Охридското езеро. Значи, токму поради таквата работа, Охридско езеро е на границата да влезе во црна листа на УНЕСКО. Да. Господине Савески, вашиот став во однос на урбанизмот, што директно можеби сите теми се поврзани една со друга? Урбанизмот и бесправното градење. Значи, тоа е проблем за цела држава. За Струга имам точни информации дека во овој момент се оформени околу 80 предмети за бесправно градење во судот. Значи, 80 кривични предмети за бесправно градење. Се осмелиле толку луѓе да изградат без документација или да излезат од габарит. И оформен е предмет. До сега, само јас како адвокат сум имал околу 10 предмети, каде што се осудени се сторителите и државата го одзема бесправно изградениот дел од објектот. Го одзема на папиру, а фактички не. Исто ќе се случи и со овие 80 бесправни градби. Значи, ние имаме проблем системски. Не е проблем кој што градоначалникот со еден потез ќе го реши. Ова треба на повисоко ниво да се решава. Што со бесправните градби? Ќе се одземаат, нема да се одземаат, ќе се легализираат, еднаш тоа да се заврши. Ќе ви дадам дополнително... Да, повелете. Вие, господине Савески, како адвокат во 10 предмети бевте на страната на престапниците и ги заштитувавте нив или како? Значи, адвокатот не може на своите клиенти да им откаже полномошно, затоа што јас сум бранил и лица што се обвинети за убиство. И сега не очекувам сите овде присутните мене да ме обвинат. Презумција имам, презумција се. Така. Само прашам. И уште еден момент има при бесправната градба. Јас сум имал такви предмети. Меѓутоа да ви кажам дека ево повеќе од половината од нив сум ги решил позитивно во смисол обвинетите се ослободени. Затоа што се утврди дека градбата не била бесправна. А имаме многу градби каде што не се обвинети. Тоа е проблем. Затоа рековте судскиот процес е подолг и мора да се до крај да се постапка, треба да се докаже бесправната градба. Од овие 80 предмети, ја верувам дека можеби половината немаат бесправно градено. Некој ги пријавил и се оформил предмет, треба се докаже. Да, повелете господин Асани. Благодарам, не ми дозволивте за да зборувам за преходна тема за во врска со депонијава. Да, користете го правото на реплика и контрареплика за да може да има континуитет, затоа реков од тема во тема да не се префрламе, ма да го искористиме просторот да може. Дефинитивно прашањето дали значи е зрелоста или совеста на граѓанинот или неказнувањето. Ја мислам дека се работи за свеста на граѓанинот, бидејќи ќе ви кажам еден прост пример, има едно село кај нас, најголемото село во крајштата на Струга се вика Лабуништа, таму имаше исто така дива депонија, ама народот таму се свести и заедно со една организација таму тие го отстранија дивата депонија, сега има засадено зелено и дрва, значи ова е постапката која тие презедува и сега моментално тие дишат чист воздух. Но ова е во делот на контрарепликата, сега имате уште во однос на инфраструктурата, ако сакате. Во проблематиката беше во дивоградбите, прашањето беше во дивоградбите, недостатокот на генерален урбанистички план и детален урбанистички план во Струга, кој е донесен пред 20 години, во Струга, значи во 20... Мислам од 2017-та не е изменет. 2017 се донесе за одредени локации, а генералниот урбанистички план треба да се донесе пошироко за да можат граѓаните да имат можност за инвестиции. Сега, државата прво треба да донесе решенија, па после ако тие граѓани не ги исполнуваат тие услови, тогаш да донесе или да се казнуваат тие граѓани. Но например, во Струга немат генерален и детален урбанистички план
И ова го тера некако на граѓани неопходно да изгради таму кај што живее, да изгради дополнителен да надградба или доградба за сопствени потреби. Доколку се работи и се донесе генерален урбанистички план и детален урбанистички план, секој граѓанин кој навистина има можност да гради во друго место, тој ќе гради во друго место, зошто да гради во сред центар да даде надградба или доградба. Тоа е значи ова логика на функционалност. Мислам дека целата проблематика е во администрацијава и во државните институции. Повелете вие во однос на урбанистичките планови, во однос на дивоградбите и можеби она што го спомена функционален детален урбанистички план како да се доведе доколку ја добиете довербата од граѓаните. Значи се слагам со колегата во врска со тоа дека веќе долго време не е донесен детален урбанистички план и затоа луѓето си преземаат на своја рака и си градат, мислејќи дека утре заутре нешто ќе биде легализирано, али не земаат во обзир дека некоја артерија во градот или некој ударен момент ќе биде момент на градење ќе биде загрозена средината кај што се гради. Пример, достапност до болници, достапност на противпожарни возила, достапност на попречување на главна артерија што веќе не е изградена, нели? И се доаѓа момент каде таа куќа или тој еркер или тоа нешто смета веќе на веќе испланирана инфраструктура. И затоа, значи јас овде би завршил само со кратко дека прво и основно што треба да се донесе моментално, значи да се постапи кон преземање на детален урбанистички план, тоа што може да се уклопи во деталниот урбанистички план, да се уклопи тоа што не може да се отстрани. За да не би се попречила нормалното функционирање на градот како град. Значи, тоа што личи, тоа што не личи. Значи, негде, ево, доаѓа главната улица во градот и повеќе така некои сега што се испланирани веќе одавна, не може да помине заради некои куќи што се излечени на улица. Значи, некој му доаѓа точно до ивица, не знам што да речам. Голем проблем е. Значи, не сум за тоа да се преземат драстични мерки, али сум да се направи детален урбанистички план подхитно и што може, што не може, не може. Повелете, господин Савески, имавте контрареплика? По однос на урбанистичките планови, прво да појаснам, јас првично имам дипломиран на градежен факултет, па магистрирав на хидротехника, после навлегов во сферата на правото и учествував при изработка на урбанистичките планови за Струга 90 до 98 година. Значи, Струга има генерален урбанистички план, Струга има детални урбанистички планови за сите реони и во тоа време работеа врвни професионалци на тие планови. Се изготвија перфектни планови. Јас бев во делот на хидротехниката вклучен. Меѓутоа, после некое време, се измешаа работите кога се даде можност да се изработуваат планови по нарачка на инвеститори. Значи, самите инвеститори преку општината изготвуваат детални планови и си ги прилагодуваа приликите према нивните потреби. Тука дојде проблемот. Значи, пак ќе речам, ево, имаме системски проблем и пропуст. Ова мора да се реши. Плановите треба да ги изготвува државна институција, а не приватни проектантски бироа. И точка, тоа е. Да, повелете. Ако може да се надоврзиме на проблема, затоа што цела емисија би ни побинала во депонијата, Струга има и други проблеми. Јас, ако би дозволите, би го спомнал проблемот со водоводот. Тоа е... Да, секако тоа е едно од тематските, да... Може да искоментирам за тоа. Така, значи, Струга е општина која што знаете, Струга е град на две води, а ние имаме константно проблем со водата. И сега видите, се случува во летниот период, како што кажа некои од учесници во дебатата, кога ќе дојдат пешалбарите и нормално туристите, се зголемува капацитетот на луѓе и заради тоа има недостиг и притисок на водата. Меѓутоа, најголем проблем е тоа што има многу
кои што си ги наводнуваат плочниците и бекатон плочките во Струга. Само за да им е поладно, не внимавајќи на тоа дека луѓето кои што живеат погоре од трет кат немаат вода за пиење, немаат вода за основни потреби. Сега за тоа се нуди едно решение. Јас во разговор со хидроинженери ми гарантираат дека изворот во шум во Струга има капацитет од 450 литри во секунда, а градот Струга има потреба од 150 литри во секунда. Сега замислете колкави се загубите. Решението на тоа е поставување хидрофори на секоја улица с кои што ќе бидат дигитализирани и преку еден заеднички центар ќе се прати загуба до 1 литар во секунда на вода. Тоа е проблем кој се решава веднаш. Нема никако, значи не е нешто што треба да го измислуваме. Тоа веќе постои, само треба да го примениме. И нормално тука доаѓа сепак комуналната полиција во прашање. Значи проблемот со водата. Ја имам една реплика, прашање, може ли? Да. Пошто знам против кандидатот Мирко е хидроинженер, сакам да го прашам колку хидроинженери има во Струга покрај него. И дали ова вистина што Да, ова е малку И колку други има покрај него хидроинженери. разбираш? Јас, ако може, Да, повелете. моето воведно излагање го почнав за еден проблем уште пред 30 години, кога, како што кажа пред неколку дена директорот на јавното предпријатие, вика, немаме вода на извориште, вика, извориштето се намали. По тоа време проблемот пласиравме на идеја во собранието на општина Струга, која што беше прифатена од сите одборнички групи. И ВМРО, и СДСМ, и ПДП во тоа време, сите. Решението кое што го нудевме беше да се подобри извориштето со бунари на крајбрежјето на потезот Црвен крст Ривиера денес. И тоа е единствено решение кое што за Струга ќе го реши проблемот. Друго решение нема. Издашноста на изворите во шум е многу помала од 450 литри и не покрива. Тоа е факт. Поготово што се снабдува и Велешта и сите околни полски села. Така, повелете, господин Асени. Јас се слагам со колега и против кандидатот Роберт Милевски. Точно е дека ние имаме околу 9 резервари. Најголемиот резервар е двокоморниот резервар во село Заграчани, кој е доволен за да го снабдува целиот град со вода, и точно е дека информациите се тој имат капацитет од 4,5 метри кубични вода. Проблематиката е што просечната домашна потребувачка вода во Република Северна Македонија изнесува над 156 литри на ден, што значи дека е над европскиот просек. Точно е дека треба да се направи контролен систем за следење на водната мрежа со дигитализација. Тоа мислам дека се викаше системот SCADA. И SCADA системот, значи можете во секое време да дознаете каде има проблематика, каде има истекот на вода. Значи 60% од водата кој што иде од резерварите се троши низ пат или се злоупотребува. Тоа е последната анализа и последните вештачења. Тоа се практично загуби на вода, да. Бидејќи ние не знаеме точно, бидејќи цевките што се поставени за водоснабдување, може некој да има. Јас сам знам дека 6 места во градот каде истекува вода, ама тоа е површински. Не знаеме колку подземни води ода се трошат. Статистички 70% од водата што се снабдува во село Шум Заграчани не истекува и не иде во директно до потрошувачите. Ако можам да те дополнам, Да. не само тоа, него ние јас точно знам куќи огромни кои што имаат приклучок пред саатот. Значи тие ја користат водата што доаѓа во Струга за да си ги полнат базените или да си ги наводнуваат плочниците, и тоа нема контрола. Како ние како градоначелник, јас на пример иден, тоа би го контролирал само преку комунална полиција. Ако се направи ред, значи мора да има ред и поред во Струга, да владее закон. Ние во нашата Ние во нашата програма имаме направено еден рачун и износ колку би коштала ова целата дигитална контрола и алармирање на ваквите последици. Тоа би коштало околу 52 милиони денари, во евра се околу 800.000 евра. Значи целиот систем во Струга точно ќе го знаеме во SCADA програмава каде има дефект и кога ние треба да се преземиме мерки. Значи со овие средства ние ќе покриеме многу голема проблематика и во периодот на суви
во период кога има суви времиња, тогаш граѓаните во Струга ќе имаат доволно вода за пиење, бидејќи изминете што го наминувам времето, капацитетот на овие води, на овие сите резервари е околу 37.000 метар кубични на ден. Што значи дека во Струга можно е да се има 13.000 семејства, од тие 13.000 семејства може да се трошат околу 15.000 метар кубични. Значи дека повеќе од два пати имаме повеќе два пати повеќе вода од тоа што го трошиме. Али тоа што го кажав и предното, 60 до 70% водата исчезнува или се злоупотребува. Ако може контрреплика на двајцата што ме спомна. Ќе почнеме со господин Савевски, бидејќи контра на двајцата, па потоа ќе кажете, да. Контра на двајцата. И во најсовремените водоснабдителни системи загубите се движат некаде 20 до 30%, така да тоа не е ништо чудно, меѓутоа 70 или 100% загуба сепак е многу. И еден друг момент кога почнав, реков, ние немаме информации кои се плановите на општината, кои се плановите на јавното предпријатие. Пред 3 месеци, нели, дојде вице-премиерот во Струга, со него заедно имаше министри, заменици министри, пратеници, позади нив некои цевки беа поставени и почна некој водовод. Рекоа, ќе го решаваме проблемот со водоснабдувањето на Струга. Ние не знаеме и ништо не видовме после што се случи. Дали имаме затворена финансиска конструкција, дали имаме проекти или немаме проекти. Се почна па се застана. Нешто, можда и тоа причината што ево гледаме големите партии не истакнаа кандидати. Значи не им фаќа око да го решаваат проблемот. А тие пак што сега се фаворизирани, денес не дојдоа да ни кажат кои се нивните планови. Ама ние сме фаворитите. Може сега кога Да, повелете. Добро, да го компримирам сега во една минута. Само да кажам за ова. Доколку станам градоначалник, прво ќе се направи физибилити студија, ви кажувам дека разговарав со хидроинженери кои што сега во моментот работат на водоводот во Струга и во Охрид. Значи ова не се работи што ги измислувам и ги зборувам напамет, иако сте вие двајцата хидроинженери или не знам, така нели рековте, или технолози, јас разговарам со луѓе кои што сега во моментот работат на водоводот во Струга и од нив се тие информации. Меѓутоа сакам да кажам, доколку тие кажат дека има недостиг, фала му на Бога, ние сме кандидати членка на Европска Унија и со тоа ќе аплицираме преку европски фондови за изградба на пупна станица за вода директно од Охридско езеро, како што се прави во Охрид кај хотелот Метропол. Втора работа што сакам да ја кажам на кратко. Доколку станам градоначалник, ќе има 3 нивоа на плаќање на вода. Првото ќе биде 3 кубици по човек, значи ќе се направи по секоја фамилија, тие ќе бидат за најефтините, за најсиромашните граѓани и за пензионерите. Втората група ќе бидат со малце зголемено, кои што ќе плаќаат малце поголем надомест, и третата група се оние енормни потрошувачи кои што ќе плаќаат енормно висока цена во општинската каса. Од друга страна, тоа ќе ми овозможи со тие пари да ги субвенционирам, односно гарантирам дека најсиромашните во Струга и оние со најниските пензии нема да плаќаат сметки за струја, за вода. Социјални пакети практично што може тоа да ќе им биде помогне. помошно затоа што ние како Република Македонија сме социјална држава и Струга мора да биде социјална општина и да мислиме на најзагрозените. Може ја Да, повелете. Значи вака, значи не е дека никој не знае како треба да се попред водоводот и како да се средат тие работи, да имаме подобар доток на вода и све остало. Значи проблемот е што во моментов бараме начин, најбрз начин да ја решиме ситуацијава, пошто луѓето веќе мислам од трети спрат нагоре се капа со шишина. Немат за основни потреби нема вода во градов. Ево сега е зимски период, немаме туристи, се уште немаат вода на трети спрат. Ја друго би се приклучило девака друга работа. Значи, за моментално да се реши ситуацијава, ние треба да најдеме начин како да го решиме овај понор од 60 или 70%. Не велам дека треба казнено да се решава, него треба, значи, доброволна акција една, да се побара доброволна акција од луѓево, значи од граѓаниви на Струга да му се каже со едно известување
да му се даде рок од 2 месеца, доброволно да се пријават, кој без никакви казни, без ништо, значи, доброволно да се пријават кој има незаконски приклучок, ево ќе речем. Незаконски приклучок и совесниве граѓани да пријават места кај што има понори, подземни, надземни, кај што истекува водава. Да се преземет конкретни мерки, да се затвори ова деканализација, да речем, на вода. Интересен тест би бил тоа и за граѓаните и за локалната и ако власт. по 2 месеци со обичен, мислам, постојати трагачи, ќе се најде кај се понорите. Значи, мислам, ќе се набави еден трагач и точно се знае подземно каде, што, како се лоцират и се затварат. Имате контрареплика конкретно за оваа тема? Тие помина на ред. Ајде, повелете. Ја мислам дека водоводот во Струга е генерално дотраен, сигурно е од Стара одан инфраструктура е, затоа мислите дека се загуби. Губењето на голем процент на водата е токму поради дотраеност на водоводот. Ние гледаме површински кај истекува вода, там подземи, колку истекува, тоа не можеме да видиме. Еве, пример, јас кај што одам на училиште на работа, тука има една шахта, таа негде 4-5, може и 6 години, си течи вода тука, нон-стоп. Понекојаш ми се наоѓа ги измивам чевлите, кои ќе поминам тука. И едно друго им беше да се надобрзам, Мирко нешто почна да кажуваат во врска со тие урбанистички планови. Кажа дека биле убаво добро направени и дека после некое време смениле нешто во законот дека може да се мени деталниот урбанистички план по предлог на инвеститор. По предлог на инвеститор, тоа е веќе директно мешање во општинските работи. Значи, ете тоа е она што јас го викам бандитизам. Значи, ова е бандитизам да се меша приватен човек во детален урбанистички план. Реплика на ово. Добро. Лубе добро кажа, сега се сменил законот, се изготвуваат плановите, измени на планови, на делови од плановите по предлог на инвеститор. И тоа факт е дека и тие измени, пак измената се усвојува на совет на градот. Сега, ако ги погледнеме нашиве советнички листи, ќе видиме, имаме спортисти, имаме, што ја знам, сите професии, поети и така натака, нема инженери. Ние на листите немаме инженери. И овие поети, што ја знам, ќе ни ги усвојуваат урбанистичките планови и после ќе се чудиме, нешто не било како што треба. Па не е како што треба. Факт е. Партиите само гледаат да си ги удомет своите лепачи на плакати и цел град да страда. Структурни прашања можеби што конкретно ќе треба да се решаваат. Треба секој според способностите и според знаењето да си заземи место таму кај што треба, а не по заслуги. Добро, во креирање на листите веќе не можеме се мешаме, секој знае така. И со работните места е проблем. Како што рече господинов правник, не може да работи во НАСА. Во НАСА се работат научник, така? Така, господин Сани, имавте и вие контрареплика, чинам од преиска, сигнализиравте, да. Да, контрареплика во врска со проблематиката што истакна господинот, кај што рече дека не можеме да си ги најдеме проблематики кај да истекува водава. Јас и претходно го кажав дека треба да се направи еден контролен систем за следење на водната мрежа, тоа е системот кој ќе ние јас како градоначалник ќе одвојам средства од буџетот на општина Струга и ќе го системираме со системот SCADA и секој време секој со далечинско управување со комуникација и софтвер, хардвер и софтвер инсталации ќе знаеме точно каде е дефектот и тоа ќе можеме одмah да детектираме и мониторираме 24 сата.
извинете само малку, вистина е дека буџетот на општина Струга е 24 милиони евра годишно, од тие 24 милиони евра 70% ода за трансфери, плати и нешто друго, останатиот дел останува за инвестиции. Точно е дека тоа е многу мал број за инвестирање, но ние можеме да аплицираме за европски средства, ИПАР фондовиве, средства кои ќе се дават од Европска унија за иновација и развој, можеме овие проекти брзо и ефикасно да ги решиме. Само да се надоврзам на Ве молам многу кратко, бидејќи ќе мораме да ви дадам простор за заокружување, има многу... Се слагам со предлогот негов, али тоа е процес, значи тоа е процес. Ја барам инстантно решавање на проблемот, значи инстантно решавање на проблемот е ова што го кажав ја. Значи моментално да се најде начин да се подобри водоснабдувањето. Значи ова е привремено, а долгорочно се слагам дека е добар системот, мада е скап, али преку донации би можел да се обезбеди. Така. Али инстантно решавање реков. Бидејќи вака, сега мораме да времето ни е толку ограничени сме и би требало да направиме едно кратко резиме ваше видување и во однос на останатите проблеми сега, она што ги мачат не само Стружани, туку генерално во сите поголеми градови во земјава, сообраќајниот метешите, можеби Охридското езеро е тука светско природно наследство во однос на и загадувањето од канализација и слично. Има многу теми на кои што верувам дека како идни градоначалници би требало да поразговарате, но од друга страна, ете, можеби господин Савески спомена дека не може да се изостави дека Струга е град и на културата, мултикултурен град во кој што нели се спојува традиција, култура, но и суштински работи кои што треба да се решат. На крај, по една минута резиме од сите вас, на што конкретно ќе го дадете фокусот доколку ја добиете довербата и граѓаните го дадат својот глас следните 4 години вие да бидете на чело на локалната власт во Струга? Ја би го дал, значи, конкретно би се концентрирал значи, на заштита на животната средина, отстранување на депонијата, подобрување на инфраструктурна водоводна мрежа, Сообраќајниот метеж е сообраќајниот метеж би го решил би го решили со катна гаража. Значи нема друг начин, малку понастрана од градот, има место некој. Деблокада на сметката на општината да може да функционира, значи имаме проблем, значи сметката е во моментов не знам колку години блокирана, значи тоа ми е основна цел и основна намера да е деблокирана сметка да може да функционира. И друго, наплата на сите комунални такси, преку наплата на комуналните такси да добием позитивна нула, за да можам а во исто време да бараме донации, кои што рече господинот. Имаме пријатели, имаме невладини организации, многу начин на финансирање. Да се бараат решенија. Ќе се барат и ако не го направам тоа, за 2 години давам оставка. Господин Асани, од она што не успеаме да го споменеме, се сериозни и крупни теми кои што треба да ги разгледува локалната власт. Малку време до една минута да го искажам целиот инфраструктурен проблем во Струга. Проблемот во Струга е што во Струга немат излези од инфраструктура. Значи, во Струга треба да се градат излез. Коливе и сообраќајот кој се движи во Струга треба да има уште два излези во магистралниот пат за да може коливе да се распределат и да немат толкав сообраќај. Едниот проектот, еден мој против кандидат, мислам дека беше од АКИ, како викам, Арсим Далипи, тој представи еден проект кој од улица во Струга директно се поврзува со Моровишта. Тоа е значи погрешно целосно, бидејќи таму горе поминува и автопатот и не може една споредна улица да се движи сред автопат. Мора да се направи надвожњак, а надвожњакот е предвиден да се направи на 300-400 метри подалеку, а знаеме дека надвожњакот не се прави на секој 200-300 метри. Тоа е значи погрешен проект на против кандидатот, бидејќи тие и денеска не се тука, бидејќи немаат конкретни проекти. Едниот го кажува ова, а другиот го кажува дека
ќе направиме подземни паркингни во Струга. Знаеме дека Струга вплива во води, во подземни води и тоа е нерешителен факт, бидејќи прво што спомнав дека буџетот на општина Струга е премногу мал да се инвестира на такви работи. Европската унија не дава можност потполно да се финансират подземни паркинзи и затоа го реплицирам. Убаво ќе беше да беа овде да го искажа тој проект, но ние имаме решение многу интересно во близина на центарот на градот, во влезот на Струга ќе правиме катна гаража од 500 до 700 коли, која ќе биде дигитализирана со сите современи технологии и од тука до кај градот има само 2-3 минути пешки да се оди. Паркингот во градот, кај што е сега во плоштадот, тој ќе се елиминира, ќе се трансферира во овој дел, тука ќе се направи зеленило, ќе се направи мини театар и игралиште за деца и тоа ќе го користат граѓаните. Во целиот свет центрите се затвораат и се претвораат во булеварди и шеталишта. Така. Господин Савески, повелете што е она што може би од темите што не ги споменавме? Јас, доколку бидам избран, имам 3 приоритети. По однос на водоводот нема повеќе да дискутирам, сметам дека јавното предпријатие има капацитет со мои идеи и координација, тој проблем ќе го решиме и кажав до кога, мај наредната година, ова работа сметам дека е завршена. Втор приоритет е решавање на сообраќајниот хаос на потегот Моројшки мост до Струга. Тоа би го решил на начин што кај Шумски мост, после Враништа, ќе се изгради нов кружен тек, ќе се поврзи во правец на депонијата од јужната страна на патот Струга-Ќафасан. Тоа би дошло некаде од кружниот тек на Бизи до кружниот тек кај Камара, ќе се изгради друг кружен тек и ќе имаме кружно движење, значи сите што доаѓаат од Велешта, да може од Лабуништа и така натака Вевчани, да може да си продолжат на таа страна. И третиот приоритет, значи не ги насменавме по старите, мислам дека е време да се размислува да се изгради едно добро одморалиште или старечки дом во планинските предели, што се запуштени, Малесија или, например, Ташмаруништа во живописните планински предели горе, со капацитет од околу 1000 пензионери, нашите печалбари што се враќаат при пензионирање, други од Македонија, евентуално можда и странци, значи капацитет од најмалку 1000 пензионери со јавно-приватно партнерство, а јас како градоначалник ќе овозможам да има инфраструктура за тоа да може некој да инвестира. Така. Повелете, вие последни минути ни се минута ваше обраќање од овие теми, можеби што не ги начинаме сега и ги има многу навистина. Како што се гледат, проблемите во Струга не се само точно на самиот град, на луѓето во градот, проблемите се и системски предизвикани. Пред Мирко закажа, ама јас сега ќе докажам, кога почна да се менуваат хронолошки урбанистичките планови во Струга. Почна да се менуваат урбанистичките планови кога стапи на сила Законот за територијална подела. Кога Струга стана општина, повеќе да не може македонец да биде градоначалник и од тогаш почна сите проблеми. Еве го актуелниот градоначалник на Струга, Рамис Мерко, не знам колку кривични пријави има и никому ништо. Си праеше што сака. Добро, тоа е работа на институциите, има и судски процеси, дека е на институциите, тоа е значи визијата ваша за Струга. Значи јас сакам да кажам дека проблемите се повеќе институционални него од самиот град и државни проблеми. Господин Милевски, последната минута ја користите вие, повелете. Не знам во минута како ќе го компримирам времето. Зошто не може Македонија да биде градоначалник на Струга? Па ние не сме етнички гета. Јас очекувам гласови и од албанците, и од турците, и од ромите, и од србите, и од власите, и од сите граѓани на Република Македонија. Јас се кандидирам за градоначалник на цела општина, а не само на македонците или на албанците.
Прво, второ што сакам да кажам, сообраќајниот хаос треба да го реши полицијата, а не јас како градоначалник. Изградена катна гаража, 2 катни гаражи по 300.000 евра, принос од 2.000 евра на ден, 600.000 значи во годината. Сите следните 3 години ние имаме по 600.000 евра од една катна гаража, толку. Што сакам да кажам, најбитниот проблем за Струга е недостиг на жители. Нас ни бегаат младите. Ние тука треба да го концентрираме целиот проблем, али не тоа да правиме кружни текови по Струга, зашто нема кој да вози по тие. Сега ќе ви кажам 3 поенти. Прво за мене, како градоначалник, ќе биде изградба на иновацијски хаб, кој ќе биде поддржан од универзитетите во Македонија, кој ќе овозможи инвестирање, отворање на капацитети од 18 милиарди евра за развој на вештачка интелигенција и сите различни проекти кои што ние сме на ниво на членка на Европска унија. Значи имаме право да аплицираме за нив. Втора работа ќе биде IT стартап центар и стартап центар општо за младите, каде што ќе може да отворат своји фирми. Јас како градоначалник и општината ќе им овозможи бесплатна електрична енергија, вода, телефони, интернет, се додека тие не се стабилизираат во првите години и не можат, значи потоа ќе си замина нормално канцеларите да бидат во Струга. И трета работа која што сакам да ја кажам е најновата работа, во комуникација сме со една од најголемите компании во светот за изработка на воена техника. Во Струга индустријската зона ќе се изгради фирма која што ќе вработи преку 2000 работници за изградба на дронови. Затоа што како членки на НАТО може барем од тоа да искористиме некој капацитет. А тоа го можеме. Ви благодарам многу што бевте денеска во ова дебата. Струга како бисер на дрими и град кој што навистина сите го сакаме, туристички бисер, заслужува многу. Интересни слушнавме идеи ваши. Верувам дека доколку ја добиете довербата дека ќе ги реализирате, тоа ќе бидат практично и ветувања до граѓаните да треба да ни посакате. Во вториот круг со некој од нас двајца да имаме емисија. Тоа навистина рамноправна е борбата на сите. Обидувам и другите кандидати да виде да ги истакнат нивните проекти, а не да одат по други телевизии сами да дебатираат за лична проблематика и да не му кажуваат на ништо на граѓанинот каква е неговата визија, кои се нивните проекти и што ќе направи во тие 4 годишен мандат за градоначалник Струга. Ви посакувам уште еднаш успех на сите, секако им посакувам успехи на останатите кандидати кои што поради нивни причини рекоа дека не можат да бидат тука, но на самиот крај морам уште овде да споменам да не останеме должни. Беше планиран и господинот Насто Палиовски, тој кажа дека ќе дојде, зошто не дојде. Не знаеме, но во секој случај уште еднаш благодарност до сите вас и ви посакувам многу успех понатаму. Почитувани, вам ви благодарам што бевте заедно со нас во оваа дебата и секако останете на нашата програма.
Да, минути предвидени за следниот разговор во денешната емисија Студио 10. Комуникацијата меѓу различните возрастни групи, емпатијата, топлината. Дали забораваме во овој брз развој и на технологијата, кога можеме навистина брзо да имаме информацијата, да комуницираме заедно со нашите пријатели, со нашите роднини, со нашите родители и на што се темели, каква е таа комуникација. Разговараме со мојата драга гостинка, Розалија Секуловска, психолог, која што, можеби на еден начин ќе успее да ни ги одгатне тајните за тоа колку емпатијата е присутна во нашиот живот и каква е онаа комуникација помеѓу различните возрастни групи и каде се губи. Благодарам на поканата, ќе се обидам за кусо време да објасниме, иако тоа е доста длабока, широка, општествена, психолошка, социолошка тема. Емпатијата постои во Македонија, постои во сите држави, постои, тоа е нешто вродено, кое што ние го имаме. Тоа може да се забележува со самите тие огледални неврони, значи со самото раѓање ние имаме огледални неврони и имаме емпатија вродена. Тоа може да се потсетиме или младите мајки да го забележат со своите деца кога некој плаче или кога гледа плач, бебенцето по пат на емпатија заплакува. Значи сочувствува со другиот. Меѓутоа, каква ќе биде емпатијата во Македонија, во Италија, во Германија, значи како народ, колку ќе бидеме ние емпатични или неемпатични, не зависи само од вроденоста, туку зависи и од социјалниот контекст, од општеството, од социјализацијата, од воспитувањето, од тоа колку сме воспитани, колку се стимулира емотивната интелигенција и колку во овој случај во нашето општество чувствуваме слобода, безбедност да покажеме емоција. Так, во делот на тоа, дали постои реална комуникација помеѓу младите и старите лица денес или се работи само за некоја, ајде да наречеме, формална љубезност? Сега, изминатиот период имаше неколку случаи кои што навистина го вклучија алармот за тоа каква е грижата за повозрастните, еве да не ги речам старите лица, повозрастните лица. Староста неминовно е природен процес кој што апсолутно не допира така сите нас. Меѓутоа, генерално, оно што го споменав, дали таа можеби комуникација помеѓу различни возрастни групи се сведува само на некое љубезно однесување и формалност? Значи, ние имаме генерацијски јазоли. Ако самите себе се анализираме како ние сме се развивале кога сме биле тинеџери, како сега во зрелоста, кој знае како ќе биде во староста, меѓутоа, јас сепак велам да ја гледаме малце по-глобално работата. Комуникацијата е средство за примање и давање на информации. Меѓутоа, во нашето општество и глобално на планетата Земја сменети се многу срединските фактори. Затоа спомнав дека емпатијата е вродена, но дали и колку како ќе се развива зависи од општеството. Се оно што се стимулира и негува ќе се развива. Ако ја стимулираме и негуваме комуникацијата, ќе се развива. Ако не ја стимулираме, ако стимулираме агресија и нешто друго, тоа ќе го развиваме. Така да, ако ги гледаме, значи, генерациите, например, ако започнеме од тивката генерација, тоа е онаа генерација од 1928 до 1945 година, тоа е генерацијата некаде од Втората светска војна, кои што се патриархално воспитани, генерација која што растела во сиромаштија, каде што немало дигитализација. Тоа се оние кои што сакаат во однос на комуникацијата, тие сакаат почит кон авторитети. Значи, тие ги почитувале наставниците, авторитетите, државата, родителите. Понатаму следуваат baby boomers. Baby boomers се оние 46-та, 64-та, можеби тука се нашите родители. Тоа се генерации кога првпат се појавува телевизорот. И тогаш се видоизменува комуникацијата која гледаме. И тоа се оние генерации, еве јас кога зборувам и текнува на моите родители, кога ја сакаат комуникацијата очи во очи. Да седнеме, да зборуваме, и кога таа комуникација не е конфликтна, но е директна. Ако ја гледаме генерацијата X, 65-та, 80-та година кои што се родени, тие исто така сакаат директна комуникација, меѓутоа користат цинизам.
мојата генерација, тоа е милениумци, 81-96, ние веќе тука почнуваме со дигитализацијата. Сакаме комуникација, емотивна комуникација, сакаме духовност, йога, медитација, почитуваме авторитети, меѓутоа почитуваме авторитети кои што се навистина авторитети. Не се авторитети затоа што се ставени на тие позиции. Следната генерација, оние родени 97 до 2012, генерацијата Z, тие, неве ги гледаме, тоа се нашите деца, да речеме, кои што сакаат со самите дигитализации кратка, визуелна комуникација, каде што имаат тие емоджис, каде што ставате... Толку вниманието го задржуваат. Толку е вниманието, тие се индивидуалистички настроени и сакаат слобода на изразување и тие имаат недоверба кон државата. За разлика од овие помалите, сега тие се уште нели малата генерација Алфа, која што се од 2013 година, тоа се оние кои што се подложни на комуникација на социјалните медиуми, многу социјални медиуми, булинг, сайбербулинг, значи еден друг вид на агресија и комуникација, многу малку вака тет-а-тет комуникација. Ако сето ова го собереме, гледаме дека имаме различни кохорти, кои што различно комуницираат, кои што имаат различен вредносен систем, различен однос кон религијата. Нели во оној период кога кај постарите генерации, кога религијата еден период била скривана, дека луѓето нели се религиозни, потоа кога доаѓа религијата како почитување, како авторитет, сега повеќе се оди кон нешто како интимно мое, нема потреба јас да го споделувам во однос на религијата, така да забележуваме дека имаме различни генерации во едно општество и сигурно дека комуникацијата меѓу различните генерации ќе биде различна. И очекувано е така, тоа цела развојна фаза убаво како ни ја опишавте што нели носи и таа генерацијски печат некој на секоја генерација различно што е она што ги си има свој печат и тоа сакав исто да кога рековте на пример старите лица се доста емпатични. Третата доба и четвртата доба се доста емпатични. Младите, овие генерацијата Алфа, имаат доста емпатија, меѓутоа таа е уште во развој. За разлика од нашата генерација, мојата, еве, јас имам генерација, милениумци, кои што имаме емпатија, меѓутоа ние сме сега во период на формирање на кариера, раст, развој и некако сме уморни да ја покажуваме емпатијата, затоа што нешто е нестабилно околу нас во однос на државата, а за да човекот покаже емпатија и сочувство, прво треба да се чувствува безбедно. Недостиг на време може би тука, особено еве кога се работи ете и за кариерен развој, некогаш може би дека повеќе време ќе се отстапи нели дали на кариерата, дали на други некои активности што претходно не сме успеале доволно да ги реализираме, па од друга страна се запоставуваат може би блиски личности за кои што им е потребно повеќе време и внимание. Точно, пак ќе речем, ние сме растргнати, еве таа милениум генерација, каде што нели дигитализација. Меѓутоа, пак сме некако како еден мост помеѓу она старото и помеѓу она новото. Оваа генерација како да е првата генерација која што почнала со неа почнале реформите. Кога дигитализацијата почнала, кога веќе биле кај нас формирани моралните вредности, правила, начала, норми, за разлика кај најмладите, алфата генерација, кои што уште се во развој, а тие се раѓаат веднаш со дигитализација. Затоа велиме дека ние имаме малце поинаков, секоја генерација има поинаков поглед, перцепција кон светот. Тоа не е вродено, тоа е воспитано, тоа е социјализирано. Во однос нели на тоа го гледаме и помеѓу државите. Постојат држави каде што имаме доста голема емпатија, емпатични држави. Имаме држави кај кои што доста имаме пониска емпатија. Сепак тоа се должи не само тоа што ние немаме време, туку се должи во однос на системот во кој што ние живееме. Како е уреден системот, како го чувствуваме ние системот. Сигурно јас многу поинаку го чувствувам системот отколку тивката генерација и бејби бумерс, за разлика, например, од алфа генерацијата, која што воопшто
живее во системот, меѓутоа него не доживува системот затоа што не е таму фокусот. Фокусот е во нешто друго. И практично тоа доведува до хранење или градење на таа култура на живење. Начинот на кој што фокусот на што ќе се определат одредени генерации, но зашто често пати повозрастните знаат да кажат дека се невидливи дома или во јавниот простор или во животот. Дали можеби помладите имаат страв или нетрпеливост кога се зборува за повозрастни постари лица? Ајде, јас пак ќе се ограничам на нашата татковина. Може би во емпатични, помалку емпатични земји, ние каде би се нашле во тој... Па ние не сме доста емпатична земја. Бевме доста емпатична земја, каде што сочувствувавме, бевме доста емотивно настроени. Меѓутоа, за да човекот биде емпатичен и да го разбере другиот, без разлика дали е во третата доба на 60, 75 години, четвртата доба или пак е 20 годишен наспроти мене, за да бидеме емпатични потребно е да живееме да чувствуваме безбедност, да чувствуваме дека немаме закани по основната безбедност и да се негува таа култура на диалог и поддршка. Тоа е она генерацијата на нашите родители кои што велат ајде да седнеме да зборуваме. И како сега оваа генерација на тинејџери, која што не е ајде да седнеме да зборуваме, туку ајде побрзо, и која што има друг начин на дигитална комуникација, друг систем на вредности, тој не бара да седнеме и да зборуваме, тој оди и кажува, и толку, или оди и слуша и не слуша. Старите луѓе, третата доба, може би се чувствуваат дека не се чуени, дека не се видени од самиот момент развоен, дека поинаку било кога имале 40 години, поинаку е сега. Но од друга страна, кога тие зборуваат, тие најчесто зборуваат за периодот ги враќаат информациите од... Во наше време беше така и Точно. така. Така да тоа е вадење на меморијата кога јас се запознав со дедот и тогаш беше Југославија и така натаму, каде што младите генерации Југославија не ја доживеа, не знаат што е Југославија, знаат само историски ако нешто е нафрлено во учебниците, така да не има предмет од интерес тоа. Што не треба да биде така, туку потребно е да се негува, пак ќе речеме, емпатијата се негува. Културата на комуникација и на чувства се негува. Исто ако, например, младиот човек кој што е понетрпелив и од хормоните, и од брзото темпо на живење, и од другите морални вредности, каде што сега не е она директна комуникација, комуникација очи во очи, морални вредности, туку некои други вредности тука се пропагираат, тогаш младата генерација, значи тинејџерите веќе имаат друг фокус, но сепак тие уште се во процес на раст и развој. Значи, можеби по старата генерација навистина е невидлива, можеби тоа е лично чувство, меѓутоа можам да кажам дека ако се обкружени со онаа генерација која што е нашата, сигурно ќе доживеат видливост. Верувате дека и мојата генерација милениумци и јас се чувствувам понекогаш невидлива од помладите генерации. Како да не ме перцепираат, како да се во свој свет, како да поминуваат низ улица, а не ме гледаат, како да ќе ме бутнат. Мислам дека сето тоа се должи затоа што тие растат во едно друго општество, мислам во исто општество растат, меѓутоа наследуваат нешто друго. Ние сме наследиле и сме покупиле во текот на животот некои други вредности и начини на комуникација. Така. Колку образовниот систем учи за старење, за грижа, за меѓугенерацијска солидарност? И јас сега како тивката генерација или беби бумерс, јас растев во време кога се почитуваат тие авторитети, кога училиштето, наставната програма инфилтрираше почитување, соработка, диалог, емпатија, морални вредности, меѓутоа сега мислам дека некако како да се брза во образовниот систем веќе подолго време, како да се брза, се трупа материја, понекогаш дури и тешко
на тежок начин, на висок начин кажана материја и информација, која што не може толку млад организам да ја абсолвира, па тоа има дополнителна фрустрација, значи тешка материја, непотребни информации, ја нема суштината. Значи ние сме учеле за конфликти, ние сме учеле за начин како се разрешуваат конфликти, миролюбиво, насилно, медијација. И тоа не сме го прескокнувале брзо. Туку сме работеле на тоа, туку се инсистирало од нас да направиме проекти, се инсистирало од нас да не го научиме тоа само на некое базично ниво за да го репродуцираме механички, туку да размислиме каде тоа во нашиот живот го има. Тоа е тоа поврзување на искуството со праксата, со тоа нашите неврони ги поврзуваме. Така да мислам дека сите овие промени кои што се случуваат глобално водат кон едно намалување на емпатија, диалог, намалување на здрава комуникација, а се некоја поголема агресија, не мора таа агресија да биде видлива, да ние вербално се караме, туку таа може да биде и пасивна. Да не изборуваме, да не комуницираме, па потоа велиме не сме видени и отуѓени сме. Навистина сме отуѓени. Затоа што тоа е еден вид на агресија. Не сакам со тебе да зборувам, не те перцепирам, не те доживувам. Некогаш молкот и посилно зборува од зборот. Јас секогаш сум кажала, понекогаш нема потреба да се зборува, самото молчење зборува. Така да тоа е таа пасивна агресија и вртење исто така кон себе и кон својот свет, повлекување. Така. Што е, да речеме, секој од нас како индивидуа може да направи, може, ако сака, нормално, да го направи за да не се чувствуваат од една страна повозрасните генерации изолирани и кој е тој некој мал, но сепак голем чекор, да го кажеме, кога емпатијата и човечката димензија ќе создаде поврзаност во самото секојдневие, не мора да е тоа, или во крајна линија во комуникацијата и со блиските или на работното место со некои пријатели, еве градење на пријателски врски и слично. Потребно е да зборуваме, потребно е да комуницираме. Под емпатијата е дел од емоционалната интелигенција. Во однос на емоционалната интелигенција ние сме како народ се последно време помалку емотивно писмени. Тоа значи, што значи тоа? Тоа значи дека се помалку ги разликуваме своите емоции, не знаеме да немаме фонд на зборови да го кажеме дека ова е тага, ова е радост, ова е лутина, туку е некое лошо чувство. Кое е лошо чувство? Не е убаво. Кое е? Не инсистираме кое е, дали е тага, дали е лутина. Значи, под емоционална писменост се подразбира да јас прво можам да ги разберам своите емоции и својата емотивна состојба. Кога ќе можам својата да ја разберам, веројатноста да можам да ја разберам и туѓата емотивна состојба е поголема, како другиот се чувствува. И кога сето тоа ќе можам да го разберам, веројатноста да можам да го изразам на адекватен начин, доколку во општеството имам чувство на безбедност и сигурност, а не дека тоа ќе биде извадено и понатаму исмејувано, дигитализирано, па извадени коментари, озборувано, санкционирано, поларизирано и така натаму. Значи, кога имаме чувство на безбеден простор, емоциите ќе течат. Без разлика, нели, пак ќе речам со големи или помали разлики во однос на генерацијските јазоли, меѓутоа ќе градиме една култура, една комуникација на емотивно примање и давање. Еве, ако самите анализираме колку ние денеска или вчера зборувавме и со кого зборувавме за нашите емоции, најверојатно со најблиските. Тоа е нашето семејство, примарно или секундарното. Можеби уште некој пријател или сродник. Но колку ние тоа го правиме со луѓето кои што сме по цел ден обкружени. Без разлика дали се тоа нашите соработници, професионалната. Тоа значи дека не се гаи култура на емоционално примање и давање. Можеби во крајна линија и култура на почит кон другата личност, независно за која генерација се работи. Па ние, овие генерации, бараме почита да биде транспарентна и заслужена. Значи, некој ќе ја заслужи почита не само затоа што се наоѓа на функцијата на
директор, наставник, свештено лице и така натаму, оваа генерација бара дека не секој наставник, вака толкува, не секој наставник е вистински наставник. Не секој лекар е вистински лекар, не секој психолог е добар психолог. А оваа генерација, од мојата генерација панели, помладите велат дека секој авторитет потребно е да го заслужи авторитетот. И затоа честопати луѓето го проверуваат авторитетот на човекот кој што го бираат. Нели, во однос ако сакам, не знам, да направам операција некоја, луѓето се распрашуваат и бираат да слушнат кај кој доктор или кој наставник е добар за да јас го пратам, кое училиште е добро за да јас го пратам моето дете таму. Затоа велиме дека дури и училиштата го сменија нивниот авторитет и квалитет од пред 10-15 години до сега, до ден денес. Така да ние имаме палета на избор каде што можеме и некогаш и да сгрешиме во тој избор. Така. Сосема за крај, многу кратко, бидејќи се наоѓаме ете во изборен период, локалните избори се тука, знам дека ова можеби има допирни точки со политиката, не правиме некоја строга дистинкција партија политика, па затоа граѓаните најчесто велат не сакаме ние политика, не интересира политика. Но сосем накосо, како политичките општествените поделби влијаат врз оваа претходно што ја споменавме комуникација и солидарност меѓу генерациите? Катастрофално. Значи сите поделби, тоа е како во еден брак, да го земеме. Политиката е како еден брак, јас викам, како едно семејство. Ако сопругот оди на една страна, сопругата оди на друга страна, тука нема диалог, тука нема конфликт. Целата таа поларизација е катастрофална. Значи, самата поларизација овозможува тензија, конфликти, неможност да се донесе консензус, да се донесе еден јасен договор, се формираат блокади. Од друга страна, луѓето се емотивно исцрпени, економски, социјално разочарани, живеат во криза. Криза на идентитет, криза на економија, криза на култура. И кога сите тегнат на своја страна, знаете како е кога едниот зборува, другиот зборува и не се дослушуваат и само се слуша некое ехо, и тоа ехо е во далечина и не допира до мене, тука нема пиреј од тогаш да расте. Ако ние важевме за пиреј, кој што не можат да не искорнат, трева која што колку и да се корне пак ќе расте, меѓутоа ако стварно сме како буридановите магариња, едниот на едната страна, другиот на другата страна, и двете страни ќе останат гладни. Затоа одиме кон консензус, комуникација, емпатија, разбирање на другиот, договор и така натаму. Не е тешко, лесно е, само е потребно да се посака и да се работи на тоа. Благодарам многу за издвоеното време и верувам дека барем дел од овие пораки секој што може да ги извлечете и од ова што претходно го кажавте, ќе допрат до секој од нас како личност и ќе ни барем можеби ќе ни стават неколку прашања сами да си ги одговориме за тоа колку сме емпатични, колку вложуваме во себе градење и во почит кон сите возрастни групи и сите генерации. Се надевам. Благодарам уште еднаш. Почитувани вам, ви благодарам што бевте заедно со нас. Останете на нашата фреквенција, бидејќи за кратко следуваат вестите. Од мене пријатно.